Добар ден и поздрав од прекрасната Бурса. Ние се наоѓаме на влезот во фабриката Тофаш, фабрика која започна со својата работа во далечната 1970 година, а во тој период од 70 година до денеска има произведено повеќе од 5,2 милиони автомобили. Во Бурса сме поканети и овој прилог го правиме некаде повеќе од еден месец од како што го гледате, бидејќи бевме поканети да го видиме новиот производ кој допрва треба да дојде и на македонскиот пазар. Од Бурса ни доаѓа Fiat Linea, порано доаѓа и други модели како што е Doblo, па и оние што подолго паметат, сигурно се сеќаваат на моделот Kartal и да не набројувам. Но денеска сме тука да се запознаеме со Fiat Egea, модел кој ќе биде сосема нова филозофија во пристапот на Fiat во компактната класа на седани. Овој модел нема да биде само седан. Од него ќе имаме и хеджбек и караванска верзија. Но Egea е подготвена да воведе една сосема нова филозофија за купувачите на овој сегмент, бидејќи е направена не само да се продава, туку е направена да биде по вкусот и на европските, и на блискоисточните и далекоисточните купувачи, но и на купувачи од Африка. Запознавањето и краткото тест возење во Турција беше доволно да се почувствува идејата на овој автомобил и високото ниво на организацијата и контролата на производството. Втората етапа следеше во Торино, каде бевме темелно запознаени со овој продукт. Со овој модел во игра се враќа името Tipo, а со него Fiat асоцира на многу нешто. Во првиот квартал на идната година на седанот ќе му се придружат хеджбек и караванската верзија со се уште недефинирани трговски имиња, а истите ќе дебитираат на автосалонот во Женева. Сепак најголемите очекувања се во седанот, бидејќи маркетерите на Fiat се убедени дека се враќа времето на компактните седани. Во Торино членовите на жирито Auto-Best имаа можност да се запознаат одблиску со новата гама семејни модели на брендот Fiat, седанот наречен Tipo, за Турција Egea, и неговите два деривати хеджбекот и караванот. Но пред да се презентираат плановите за новиот модел, домаќинот се потруди да не потсети на минатото на Fiat, концентрирано во сопствениот музеј, каде под еден покрив се наоѓаат повеќе легендарни модели произведени во Торино. Новиот глобален модел на Fiat е дело на дизајнерскиот центар на групата Fiat Chrysler Automobili, стилскиот центар во Торино, заедно со поделба на развојот со Тофаш од Бурса. Дизајнот на Egea, односно Tipo, пред членовите на Auto-Best го бранеше првиот човек за дизајн на Fiat и Abarth, Роберто Джолито, потврдувајќи дека дизајнот на новото семејство е еден од главните адути за остварување на целта да се продадат 1,3 милиони примероци на повеќе од 40 пазари во 8 години. На презентацијата се придружи и Алфредо Алтавила, директорот на Fiat за Европа, Средниот Исток и Африка и главен на компанијата за развој. Представувајќи го новото Tipo, тој израчеше со оптимизам и е убеден во успехот на новото семејство. Очекувањата од новиот Tipo не се скромни. Напротив, со трите каросериски изведби се очекува Fiat да го смени имиџот на производител со ограничен број успешни модели во глобален играч со комплетна гама на посакувани автомобили. Во производствениот дел на проектот се предвидува изработка на минимум 1,3 милиони автомобили во фабриката на Тофаш во Бурса,
од кои 790.000 се очекува да одат за извоз и да обезбедат приходи во износ од речиси 10 милиарди евра во следните 8 години. Околу 600.000 од нив се планира да се во седан каросериска изведба, а останатите веројатно ќе бидат поделени подеднакво помеѓу варијантите хеджбек и караван. Со овие три мускетари, раководството на Fiat Chrysler автомобили очекуваат да имаат примерна улога во регионот на Европа, Средниот Исток и Африка, како и зајакнување на лидерската позиција во сегментот на компактни седани. Најновиот модел на Fiat доаѓа на виделина како уникатна комбинација на удобност, ефикасност при употреба и сериозни технологии. Со додатокот на извонредниот и агресивен дизајн на каросеријата кој наликува на моделот Алфа Ромео, Tipo ги има пропорциите на чисти мокен седан, со малку поголемите од типичните за класа, должина 4,5 метри, ширина 1,78 и висина од 1,48 метри и меѓуоскино растојание од 2640 мм. Tipo е совршен семеен и достапен автомобил, нудејќи дизајн типичен за автомобил од поголемата класа. Изборот мотори засега е меѓу два бензински од 95 и 110 коњи и два турбодизел агрегати од 95 и 120 коњски сили. Новиот Tipo ќе се разликува од остатокот на конкурентите пред се со современа технологија, како за забава и информации во текот на патувањето, така и со ергономијата. Имавме можност на два пати да седнеме зад воланот на Егеа во родната Бурса на почетокот на септември и минатиот месец во Торино. Мојот заклучок, но и од колегите од Аутобест, е дека возилото наметнува нови стандарди во класата не само со изгледот, но и квалитетот и прецизноста на изработката. Силно е воочлив напредокот на подбирањето, просторноста, функционалноста и употребените материјали. Километражата што ја помина во Турција и Италија со Tipo не беше доволно да ги доживеам сите предности и евентуални недостатоци. Затоа конечната оценка ќе ја дадам кон крајот на месецов, кога ќе имам можност да ја возам во секакви услови. Првиот впечаток во потполност ги исполни очекувањата и ја повтори старата вистина, дека со мешањето на гените се доаѓа до подобри генерации, а возењето во околината на Бурса и низ регионот Пиемонте докажа дека Tipo е вистински тип за Европа и Азија.